Драго ми е денес ке имаме приликата малку да поразговараме и за фирмата Фрутирка, кај нас е еден од оние кои што можеме да речеме слободно основачи и дел од целиот циклус на работењето за време на периодот од кога почнува да работи Фрутирката па до своето пензионирање. Драго ми е што можеме да поразговараме за еден од најголемите наши индустријски текстилни фабрики во Делчево. Ќе ве молам да се представите, име и презиме, од каде сте родени и за вашиот прв историјат на вашето школување. Па така, јас сум Бистра Тасева, родена Такева. Родена сум во Делчево 1946 година. Основно образование завршив во Делчево, средно образование продолжив во Кочани, а високо образование продолжив во бивша Југославија, во Загреб, на Висшата конфекцијска школа. По моето завршување на високото образование се вработи во Фрутирка Делчево како текстилен инженер во 1967 година. Моето прво и последно вработување, јас целиот работен век од 30 години го помина во Фрутирка. Како директор кој што ме прими мене на работа беше Игнат Дуовски. После известно време фабриката потпадна под принудна управа, така што директорот и беше возрастен и замина во пензија, а за принуден управник беше назначен Лупчо Лазаров. Тоа е 68-69 година. Сега точно за месеците тоа. Во тој временски период колку имаш од прилика вработено? Па јас се вработив со реден број 226. Јас бех 226 по ред. Тогаш Фрутирка прво почнала да работи во 64 година, 64 година, 65 е пуштена во редовно производство, во февруар месец ми се чини така беше. И јас кога се вработи во Фрутирка веќе беше само солоткачница и конфекција. Што произведуваше во тој временски период Фрутирка? Во тој период Фрутирка произведуваше само пешкири. Само пешкири. Само пешкири. На кој пазар? На пазарите во Европа, претежно во Југославија, ама и во Европа. После со развојот на Фрутирка се отвори нова ткачница со нови разбои, доработка нова, припрема нова, фарбара. Понакве фарбавме во Македонка, па доносеа тука предивото, а после се отвори фарбарата. И така Фрутирката се заокружи со еден целокупен процес на производство, од фарбање до готов производ. После некое околу пред 80-те години или околу 80-те години беше, се отвори нов погон на плетен фрутир. Тоа е плетен фрутир со мешавина од синтетика. За тој производ требаше да има специјална доработка. Така се отвори нова доработка, како што ние си викавме во Фрутирка, се отвори нова доработка и со тоа се отвори и модна конфекција. Раководител на модната конфекција станав јас, цело време бев раководител на конфекција, а после се префрлив во модни оддел, каде што произведувавме бањарки за деца, од детски до возрастни. Ај малку да ми кажете, колкав број на инженери имаше
фрутирка во тој цел временски циклус додека сте били вработени? Во тој период, јас кога се запослив во фрутирка, имаше само еден дипломиран технолог, тоа беше Нина. Така. Ама таа и јас бев прва Да. со стручна школа. Да. После, високо. и тоа бе долг период, едно после 10 години почнаа да доваѓаат и други, така да имаше доволно стручен кадар за сите, и за ткајачници, и за конфекција, и за доработка, и за фарбара. Во сите тие погони работеа високо образовани. А бројот на работниците како се Бројот на работниците од после принудната управа после принудната управа дојде директор Јован Попов. И после принудната управа почнаа да се зголемува работниците, така што да во крајот на околу 80-85 година ми се чини достигнавме бројка до околу 800 вработени. 800 вработени. Технологијата беше тогаш таква и повеќе се работеше рачно, шиењето беше на електрични на машини на електричен погон, ама тоа беше се рачно шиење. Додека сега со новите технологии веќе введено е исфрлени се некои операции од конфекциите и тоа. Во модната конфекција произведувавме бањарки за сите пазари. За Југославија, за извоз работевме за извоз за Германија, претежно работевме за Германија, за Аустрија, за Франција работевме и работевме 2 сезони, 2 колекции работевме за Америка по нини дизајни, нини и наши модели. Дали сте работели за Југословенската народна армија? Да, за армијата работевме пешкири и тоа па сигурно 20 години. Тоа беа, мисля, имаше редовна војска кои користеа таму. Ние имаме 5 разбои кои работеа само за една цела година без престано. Тие си работеа, тоа беше си со нини дизајн, нини бој, они одредуваа и така да за JNA работевме доста, за Румунија работевме извоз, за Русија работевме извоз. Имаше ли кај вас вработени кои имаа бенефициран стаж? Бенефициран стаж има ткајачница и бенефициран стаж има тие што одеа трета смена, тоа беа припрема. Како се движеше во тој временски период финансискиот дел, поточно речено фрутирка како фрутирка, имаше можност да ги испаќа редовно платите, дали беа задоволни работниците од самиот? После принудната управа, платите ни беа како денешните, да кажем. Тоа не беа некои плати, мада требаше, затоа што треба да сванат и сега и секој пат дека индустријски работник не може да се равна со било која друга гранка. Било која гранка да се равна. Тука има бука. Сега има можда и средства кои се ќе се употребуваат за да им се заштити слухот, тоа немаше. Немаше затоа што сите кои работеме во фрутирка зборуваме гласно од буката. Самата бука, тоа ни представува тоа ни е као навика да думаме силно. Работевме доста учествувавме на сите сајмови во Југославија, почнувајќи од Скопје, Лесковац, Белград, Загреб, имаше пролетен и есенски сајм, Љубљана, Белград исто имаше пролетен и есенски сајм. Учествувавме во Германија на најголемиот сајм за текстил, тоа е во Франкфурт.
Таму учествувавме скоро 4-5 години со наша колекција, со наши производи и најкарактеристично е што во Скопје добивме златна плакета за колекцијата од бањарките, добивме златна плакета за фабриката и лично за мене, мала златна плакета, и каше Билјана. Јас кога си тргнав од фротирка, ја оставив таму, што ќе ми е мене дома, нека е таму, има и голема статуа, ако одите во фротирка. Дали беа заинтересирани туристичките агенции или па хотелите за нашите производи од фротирка? Работевме за сите поголеми хотели, поготово за Хрватска и за Македонија, за нашите хотели. За Србија не сме работили, затоа што има и во Србија имаше фабрика Цвета Дабич за фротир, они таму ги работеа производите, а додека за Хрватска, за Словенија и за Македонија исклучиво работевме за хотелите и скоро во секој работник што е работил во тоа време има, затоа што останеа од тие втора класа или нешто и ни ги даваа во новогодишните пакети, така да во секој дом има од секој хотел по некој пешкир. Ајде малку да не подсетите за тоа време, како работникот работеше, дали беше дисциплиниран, имаше ли бенефиции одредени за одмори, за како беше животот во фротирка во тогашно време за самиот работник, за разлика од денешниот работник? Има ли некоја разлика? По сите, ние ги имавме сите основни права, ги имавме. Мада за работникот некои посебни, тоа немаше, за тоа ние што си вечно бевме за. Јас по мое мислев дека е превработеноста што беше во фротирка, придонесуваше многу за тоа. А инаку за бенефиции, за одмор, за бањи, за тоа, немаше. Одморите кога ви беа? Одморите ни беа колективни, затоа што тоа е поврзан, фабрика со поврзан процес и одеме сите обично од 15 јули до 1 август. Користиме колективни одмори, после секој кој. Собствена кујна имаме, кујната ни беше нормална. Исхраната беше не може да биде. Имаше веćinom од градот беа вработените или имаше и вработените беа се повеќе од околните села, од нашите околни села. Превоз обезбеден? Немаше превоз, сите седеа. Кој како се снаоѓа, во тоа време немаше коли, немаше толку кој да одат и затоа што си фаќаа станови. После има возможија да земат, даваше стамбени кредити од фротирка, кој не е обезбедено, и стамбен кредит од банка, и така се снајдеа и скоро сите вработени си. Како беше дисциплината на работниците? Дисциплината на работниците, јас лично како раководител на 100 вработени, јас бев задоволна. Јас не можех да свана кога ќе рече некој од шефовете, од другите погони, неќе да дојдат втора или трета смена. На мен това за 30 години не ме се е десило да ми рече работник нека. Или не мога да дојде. А што се однесува по супротната страна, ја никој пат не сам кој ми е работник потражил слободен ден или ден да одработи, никој пат не сам никој врнава. Затоа што знам дека сигурно не ми го тражи да иде да се шета некој. Сигурно го тражи од што му треба, од зор, што се вика. И затоа не знам, јас сум многу задоволна од моите вработени што беа. Моја пола. Во тој временски период додека вие работехте? Да, за тие 30 години. За тие 30 години... Како се однесуваше раководниот кадар према вие и другите раководни кадри, на чело со директора, према вработените и према самото производство? Секој работник си се односеше одговорно. Секој знаеше, баре кај мене во мој погон, секој работник имаше норма.
И таа норма, он знаеше, ако ја испуни 80%, ќе земе 80% плата. Ако ја испуни 110 и 120, што имах ја и прекрасни работнички. Прекрасни работнички имах. Кои за константно имаше 120 по фатена норма. Да. Кога дојдеше сукобуда, што е нормално со раководството и производството, викам добро, како може, имавме контакт со Свиланит Камли. Свиланит е не основач, него технички помагател на фротирка. Технички оддел, това е Свиланит е исто фротирка, фабрика за производство на фротирама во Словенија, многу пред нас. И тие технички кадар од Свиланит, 64-та кога пред да се отвори фротирка, доодат тука, обучуват работници, наши работници се одили у фротирка. Ја кога дојде технички директор беше словенец. Сило се викаше. Он беше технички директор и имавме многу добра соработка со Свиланит. После и јас одев на сајм, обавезно одев у Свиланит и викам на колешката, викам дај ми моите нормативи колку е. Викам Бистра, вика, тоа е тајна. Ма викам ти остави тајна, дај ми на мене колку, не мораш за сите артикли, дај ми за еден, оти е това димензија, пешкирите имат димензија, това е по димензија, дај ми, викам 50 пута 100 колку ти е нормата, за другите не можеш. И насмеа се, вика добро даче, ти дадем. Ние кад сагопом, нашата норма беше на 50 пута 100 пешкир, на ширина на 50 по 100, да со шие 550 пешкира за 6,5 саат. А свиланитската норма беше 510 за 6,5 саат. И викам, добро, како може Свиланит да зима 300 марки плата, а фротирка да зима 100? Ама Бистра, не. Викам, ја тамо ида, тамо никој не може да видиш некој виша глава да оди по погон. А кај нас, викам, тука е проблем. Така да, нашите работници, јас си ги така викам, моите, и они кога ме среднат, и они ме викат, мој шеф. И јас сум многу задоволна од работниците, таа мисля дека и они се задоволни. Имавте сигурно комуникацијата што ја обавувате со сите други тие фирми надвор од Југославија, сигурно и наши представници од фротирка. Кои беа представници, кои беа одеа на сајми, и вие сте сигурно одели на сајми, али кои директно ја представуваа фротирка? Кога дојде принудната управа и Лупчо Лазаров вика мора да се формира комерцијала, вика ако сакаме да напредуваме, кога на принудната управа ние имаме нов задачи. И трилскиот патник што беше за партизанка, Киро Милодинов од Струга, он имаше екипа со 5 патници од сите републики и дојде он и рече јас прифатам да биде комерцијален, да, и така да имаме представници за Србија, за Словенија, за Хрватска, за Босна, за Србија и Црна Гора беше еден, за Србија и Црна Гора и за другите републики имаше посебно. Така да трговијата внатре во Југославија се одвиваше преку трговските патници, кои 2 пати годишно обавезно да одеа во Делчево, да видат што има, каква доносеа предлози, дизајни, бои, какво е, што тражат, општо трговијата што тражи. Така да комерцијалата до која година беа они? До 90-та ми се чини, до 90-та, да, со распадот до 90-та година и беа стварно
комерцијалисти на место, трговски патници на место. Значи Баш- работеа сите. Баш од тој аспект. Да, да. Како беше во тогашно време во таа Југославија тој однос на комуникација помеѓу вас и сите тие фирми преку комерцијалата нормално? Да. Како вие ги пречекувавте тие гости, како они вас се пречекуваше? Секаде бевме многу добро примени и сите што дојдеа тука, сите беа задоволни од нашите. Со Цвета Дабич соработувавме во Србија, оти во цела Југославија имаше само 3 фабрики за фрутир. Да. Свиланирко Такамник од Словенија, Цвета Дабич и ние. Така да оние секогаш комерцијала си се состануваше на 3 месеци. Добро. На 3 месеци они производството за јана го делеа на 3. Добро. Сите 3. Кој имаше некои поголеми сделки, така ако требаше помош да дадат дезенце, работиме за нив. За извоз работевме доста, поготово за Германија и за Шведска. За Шведска работевме можда 15 години за Икеа. Тоа е голем ланец на производи, кои што имат од се, и за Икеа работеме, они се дадат бои, дезени, се дадат ние само да ги направиме. Така да, убаво беше. Многу убав историјат И- на фрутирка. и младост. Само да се вратиме малку на почетокот. Фрутирка се формира 1964 година. Да. Дали имате сеќавање кој е основачот на фрутирка? На фрутирка основач е Славе Атанасов. Славе Атанасов. Да, он е заведен под број 1 Да. во фрутирка како прв директор на фрутирка. После он оди, па да оди Игнат, која почнува пробното производство. А под иницијатива на кој се отвара фрутирка? По иницијатива на општина. Општината и на владата, за кој што сигурно. Па и сигурно са били, Да. не знам точно, ама сигурно тука, уствари, преку Македонка или тоа сега се сети. Да, оти почетокот бееме ние заедно со Македонка. Со Македонка, после се. Директно почнува производството во погоните директно погоните фрутирка. Сега беше. И многу, ако имате уште нешто да ни кажете за крај, за младите генерации, за вашиот период кога сте вие били млади и сегашниот период, на некој начин на поука да им дадете. Па, младите треба да, како да кажа, треба да гледат напред, у современото, ама пред современото да го научат, това што треба да го научат од постарите, од праксата, од практиката. Оти секој едно учи се, точно се учи на факултет, на школа, на било која такова, али да се треба да умеат, да успеат, да искат да го това пренесат стручното. Како ги обучувате тие млади кадри? Младите работници. Младите работници чим дојде прво им кажев јас барем, моите хора, за моите работници јас си думам, што си ги викам мој, ја прво им кажев што треба да прават. Прво, треба да бидат редови. Треба да бидат, да гледат, да слушат и да искат да го направат това. Јас сам имала работничка која е почнала на вториот ден да шие. На вториот ден е почнала. Норма не могла да фата да се разбереме, това треба една година за да може да... Значи праксата е најбитниот фактор. Праксата е најбитниот фактор и това што го работи стварно да го направи квалитетно и да гледа да е убаво. И затоа јас сам, викам, многу сам била задоволна од моите работници и тие горе што пешкирите кај што рабеа, посебно во модната конфекција која отвориме доле, која се шијае. Бањарките, посебно за извозот, тоа што за извоз имаме посебни контролори. Посебни контролори кои си доодеа од странство. За дека е извоз, ако е
за Германија германец, ако е за Австрија австријанец, за дека е, да. И така да имавме доста успешно работевме, затоа што сработевме, сега сите што се среќаат, сите имат многу маленки пензии. Вклучително со мен. За 30 години, јас од тие 30 години 29 бев раководител. Ја имам 20.000 пензии. Ама, шо е тука? Тоа е. Здраве, Фала ви многу. Нема Да сте проблем. здрави и живи, многу години. Фала и на Да вас. се гледаме. Фала и на вас. Фала, пријатно.